Здраво и добре дојдовте на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Денешното предавање ќе биде за B2 ниво и тоа ќе учиме за германски идиоми или Redewendungen. Ќе научите што се тоа идиоми, како се користат и што навистина значат, бидејќи нивното значење често не е буквално. Преку типични примери, објаснувања и преводи ќе ви помогнам полесно да ги разберете и правилно да ги користите во секојдневната комуникација. Сега да започнеме со шестото предавање. Die Redewendungen или преносни изрази или идиоми. Што треба да повторите за полесно да ја совладате оваа лекција? Единствено нешто што е поврзано со денешната граматика е Zwillingsformen или двојни изрази. Тоа е претходното предавање. Денес, како што кажавме, учиме за Die Redewendungen или идиоми. Преносни изрази или идиоми во германскиот јазик. Што се тоа Redewendungen или идиоме? Тоа се фиксни изрази кои не можеме буквално да ги преведиме. Фрази кои секогаш се користат во ист облик. Секој јазик си има своји идиоми, но во германскиот тие се многу чести и важни за напредно ниво, B2 или C1. Да видиме еден пример. Од левата страна имаме преносен израз или идиом, од десната страна неговото преносно значење. Ich drücke dir die Daumen. Јас ти ги стискам палците. Значењето е дека јас ти посакувам среќа. Зошто се важни идиомите за ниво B2? Прво го збогатуваат вокабуларот и стилот на говор. Потоа го прават говорот поприроден. Помагаат подобро да се разбере мајчиниот говор и овозможуваат попрецизно изразување. Се користат во формални и неформални ситуации. Се појавуваат во испити, во писмениот и устниот дел. Втор дел кој ќе го учиме денес за идиомите се Merkmale von Idiomen или карактеристики на идиомите. Кои карактеристики ги знаеме за преносните изрази? Прво се состојат од готови изрази. Второ, секогаш се со фиксен редослед. Трето, често имаат слика или метафора. И четврто, не можат да се преведуваат буквално. Првата карактеристика се состојат од готови изрази, значи дека не се создаваат од нови зборови. Промената на зборовите го менува значењето. Второ, секогаш се со фиксен редослед. Die Katze aus dem Sack lassen, да ја напуштиш мачката од вреќата. Ова е буквалниот превод. Не можеме да кажеме aus dem Sack die Katze lassen, да ја пуштиш мачката од вреќата. Значи, втората реченица не ни е точна, бидејќи редоследот на зборовите секогаш мора да е ист. Трето, често имаат метафора. Die Katze im Sack kaufen значи дека купуваш нешто без да провериш, или во буквален превод мачка во вреќа. Второ, jemandem auf der Nase herumtanzen значи дека некој те искористува, или буквалниот превод танцува на твојот нос. Кога кажуваме дека не може да се преведуваат буквално, ќе видиме некој пример. Jemandem einen Bären aufbinden, да му врзеш мечка на некого. Буквалниот превод нема смисла. Преносното значење има да измамиш некој. Одиме понатаму со останати карактеристики на преносните изрази.
Петта карактеристика е дека постојат регионални варијанти. Пример, во Германија, Швајцарија и Австрија може да има варијанти на истиот израз. Шесто, се користат животни, делови на телото, предмети и слично. И седмо е дека често се слушаат во секојдневен B2 говор. Пример за петтата карактеристика ќе имаме реченица на германски и реченица на германски во Германија и реченица на германски во Австрија. Tomaten auf den Augen haben значи да не забележиш нешто очигледно. Во Австрија би го кажале Schneeflocken auf den Augen haben. Исто, преносното значење да не забележиш нешто очигледно. Шестата карактеристика, пример, да степт der Bär. Значи, мечката танцува или преносното значење таму е забавно. Den Kopf verlieren, да изгубиш контрола или буквално значење да ја изгубиш главата. И како седмо, се користат во разговор медиуми, книги и реклами. Трет дел од оваа граматика, видови на идиоми или Arten von Idiomen. Да видиме зашто станува збор, какви видови на идиоми постојат. Први се поврзани со делови од телото. Во левата страна, односно во средината на табелата, ќе имаме буквално значење, во десната страна преносно значење. Jemandem die Daumen drücken. Му стискаш палци на некого, преносното значење е да му посакаш среќа. Или die Nase voll haben, да имаш пол нос, значи ти е преку глава. Jemandem auf der Nase herumtanzen, да танцуваш на нечiji нос, значи дека некој те манипулира. Den Kopf verlieren, да ја изгубиш главата, или да изгубиш контрола. Втор вид поврзани со животни. Die Katze im Sack kaufen, да купиш мачка во вреќа, значи да купиш нешто без да провериш. Да степт der Bär, таму танцува мечката, значи дека таму е забавно. Или Schwein haben, да имаш свиња, преносното значење е да имаш голема среќа. Трети идиоми поврзани со храна. Например, das ist nicht mein Bier, тоа не е моето пиво. Значењето е дека тоа не е мој проблем. Или alles in Butter, се во путер, значи се е под контрола. И четврто, видови на идиоми поврзани со време. Например, es ist höchste Eisenbahn, тоа е највисока железница, означува дека е последен момент. Или auf den letzten Drücker, на последниот притисок, значи во последен момент да направиме нешто. Четврто, двојни наспроти преносни изрази. За двојните изрази учевме во минатото видео, а сега да ја видиме разликата со идиомите. Разлики и сличности во карактеристики на двојните и преносните изрази. Zwillingsformeln und Redewendungen не се исти, иако понекогаш се преклопуваат. Ова веќе го споменавме во минатото видео. Ке видиме пример со нивните карактеристики. Во левата страна имаме двојни изрази, во десната страна преносни изрази. Првата карактеристика е иста кај двата, се состојат од два збора. Првите двојните изрази, а преносните слично се состојат од готови изрази. Втора карактеристика, иста кај двата, секогаш се со фиксен редослед. Трето, двојните изрази имаат ритам, рима или алитерација, но преносните изрази често имаат слика или метафора. Двојните изрази можат да бидат и буквални и преносни,
а преносните изрази или редевендунген, идиомите не можат да се преведуваат буквално. Двојните изрази се употребуваат за нагласување или целост, а кај преносните изрази има регионални варијанти. 6. Двојните изрази користат обично поврзувачки збор und, а преносните изрази често користат животни, делови од телото, предмети или храна. И 7. е дека двете често се користат во пишан или говорен B2 ниво на германски. А сега да прочитаме повеќе примери за да ви стане појасно. Jemandem die Daumen drücken, да му стискаш палци на некого или со значење да му посакаш среќа. Во заградата имаме буквален превод, а долу со стрелката имаме преносно значење. Ich drücke dir die Daumen für die Prüfung. Ти посакувам среќа на испитот. Второ, die Nase voll haben. Да ти е преку глава. Ich habe die Nase voll von diesem Lärm. Ми е преку глава од оваа врева. Tomaten auf den Augen haben. Да не гледаш нешто очигледно. Siehst du das nicht, hast du Tomaten auf den Augen. Не го гледаш ли тоа, слеп ли си. Ins kalte Wasser springen. Скока во ладна вода, со преносно значење почнува без подготовка. Ich müsste im neuen Job ins kalte Wasser springen. На новата работа морав веднаш да почнам без подготовка. Jemanden im Stich lassen. Да оставиш некого на цедило. Lass mich nicht im Stich. Не ме оставај на цедило. Alles in Butter. Веќе го кажавме, се е во ред. Nach dem Gespräch war wieder alles in Butter. По разговорот повторно беше се во ред. Die Katze aus dem Sack lassen, открива тајна. Wer hat die Katze aus dem Sack gelassen? Овде зборуваме во минато време, која откри тајната. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Две работи одеднаш да направиш или да решиш два проблеми со едно решение. Mit dem Kurs schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Со курсот решаваме две работи одеднаш. Jemandem auf die Nerven gehen. Нервира некого. Du geht mir auf die Nerven. Ме нервираш. Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Од комарец прави слон, или со значење претерува. Mach keinen Elefanten aus einer Mücke. Не претерувај или не преувеличувај. Auf Wolke 7 schweben. Кога некого е пресреќен или ужива. Seit ihrem Erfolg schwebt sie auf Wolke 7. Од нејзиниот успех таа е пресреќна. Die Ruhe weg haben. Es miren wo Chaos. Trotz den ganzen Chaos hatte er einfach die Ruhe weg. И покрај целиот хаос тој беше целосно смирен. Das ist nicht mein Bier. Тоа не е мој проблем. Du kannst mich da reinziehen, aber ehrlich, das ist nicht mein Bier. Можеш колку сакаш да ме вмешуваш, но искрено тоа не е моја работа. Jemandem den Rücken stärken. Да поддржиш некого. In schwierigen Zeiten ist es wichtig, Freunden den Rücken zu stärken. Во тешки времиња е важно да ги поддржуваш пријателите. Auf dem Holzweg sein. Да си на погрешен пат. Er dachte, das wäre die Lösung, aber er war auf dem Holzweg. Мислеше дека тоа е решението, но грешеше.
Etwas auf die leichte Schulter nehmen. Да подцениш нешто. Nimm die Prüfung nicht auf die leichte Schulter. Не го подценувај испитот. Das Blatt hat sich gewendet. Ситуацијата се промени или листот се завртел. Jetzt hat sich das Blatt gewendet, wir haben die Chance. Сега ситуацијата се промени, имаме шанса. Aus dem Schneider sein. Тоа значи да си надвор од опасност. Wenn du den Fehler korrigierst, bist du aus dem Schneider. Ако ја исправиш грешката, ќе бидеш надвор од проблеми. Mit dem falschen Fuß aufstehen. Станува на грешна нога или денот започнал лошо. Manchmal steht man einfach mit dem falschen Fuß auf. Понекогаш едноставно денот ти почнува лошо. Eine harte Nuss sein. Тежок проблем или тешка личност. Dieser Kunde ist wirklich eine harte Nuss. Овај клиент е навистина тежок случај. Den Nagel auf den Kopf treffen. Да погодиш точно. Mit dieser Antwort hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Со овој одговор точно погоди. Ein Auge zu drücken. Да прогледа низ прсти. Der Lehrer hat ein Auge zugedrückt, weil ich krank war. Наставникот прогледа низ прсти бидејќи бев болен. Auf eigene Faust. Самостојно. Wir haben das Projekt auf eigene Faust abgeschlossen. Проектот го завршивме самостојно. Etwas im Griff haben. Да контролира ситуација. Du musst das Projekt im Griff haben, sonst wird es chaotisch. Мора да го држиш проектот под контрола, инаку ќе стане хаотично. Unter vier Augen sprechen. Да разговара под 4 очи или со значење да разговара приватно. Unter vier Augen kann ich dir die Wahrheit sagen. Приватно можам да ти ја кажам вистината. Kalte Füße bekommen. Се премислува од страв. Ich bekam kalte Füße, als ich den Preis sah. Се премислив кога ја видов цената. Sich ins Zeug legen. Се потрудува. Leg dich ins Zeug, sonst schlafen wir das nicht. Потруди се, инаку нема да успееме. Den Faden verlieren. Да ја изгубиш мислата. Beim Vortrag verlor er kurz den Faden. За време на предавањето кратко ја изгуби мислата. Schwein haben, да имаш среќа. Wir hatten Schwein, dass es nicht geregnet hat. Имавме ние среќа што не падна дожд. Ein Stein vom Herzen fallen. Да падне камен од срце или олеснување. Es fällt mir ein Stein vom Herzen, dass alles gut gegangen ist. Ми олесна што се помина добро. Fix und fertig sein, ова веќе го сретнавме и како двоен израз, значи екстремно изморен. Nach der Arbeit bin ich fix und fertig. По работа сум мртов изморен. Kein Blatt vor den Mund nehmen. Некој што зборува директно. Nimm kein Blatt vor den Mund und sag, was du denkst. Зборувај директно и кажи што мислиш. Mit offenen Karten spielen. Игра со отворени карти или зборува искрено. Lass uns mit offenen Karten spielen. Дозволи да бидеме искрени. Den kürzeren ziehen. Да изгубиш нешто. Diesen Mal habe ich den kürzeren gezogen.
Овој пат изгубив. Auf dem Sprung sein. Да брзаш. Sie war auf dem Sprung, als das Telefon klingelte. Беше во брзање кога задзвони телефонот. Durch die Blume sagen. Зборува индиректно. Manchmal muss man Dinge durch die Blume sagen. Понекогаш треба нешто да се каже индиректно. Im Eimer sein. Да си уништен. Nach dem Unfall war total im Eimer. По несреќата беше сосема уништен. Ärmel hochkrempeln. Да се фатиш за работа. Es ist Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Време е да се фатиме за работа. Ein Kinderspiel sein. Многу лесно. Für ihn ist das Programmieren ein Kinderspiel. За него програмирањето е многу лесно. Im Kopf behalten. Да задржиш во глава или со преносно значење да запомниш. Behalte diese Regel im Kopf. Запомни го ова правило. Öl ins Feuer gießen. Да тури масло во оган или да влоши ситуација. Seine Worte gossen Öl ins Feuer. Неговите зборови ја влошија ситуацијата. Etwas kommt wie gerufen. Во вистински момент. Deine Hilfe kommt wie gerufen. Твојата помош дојде во вистински момент. Etwas unter den Tisch fallen lassen. Намерно да игнорираш нешто. Man darf solche Fehler nicht unter den Tisch fallen lassen. Не треба да ги игнорираат таквите грешки. Auf dem Laufenden bleiben. Нешто е во тек. Bleib auf dem Laufenden. Es ändert sich viel. Биди во тек, многу нешта се менуваат. Nägel mit Köpfen machen. Прави нешто сериозно. Es ist Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Време е да завршиме нешто сериозно. Den Teufel und die Wand malen. Очекува најлошо. Wir sollten nicht den Teufel an die Wand malen. Не треба да го очекуваме најлошото. Etwas auf dem Schirm haben. Да имаш во предвид. Ich habe alle wichtigen Punkte auf dem Schirm. Ги имам во предвид сите важни точки. Die Finger von etwas lassen. Се воздржува. Von diesem Geschäft sollte man die Finger lassen. Од оваа работа треба да се воздржиш. Den Kopf in den Sand stecken. Избегнува проблеми. Sie steckte den Kopf in den Sand, anstatt das Problem zu lösen. Таа ги избегнува проблемите наместо да ги реши. Die Ohrenspitzen. Ги остри ушите, или во превод, слуша внимателно. Man muss die Ohrenspitzen, alles zu verstehen. Мора внимателно да се слуша за да се разбере се. И имаме уште некои идиоми кои поретко се користат, ке ги споменеме без нивни примери. Jemanden auf die Palme bringen, да го нервира некого. Ins Gras beißen, умира. Auf die Tube drücken, да побрза. Mit dem linken Fuß aufstehen, се разбудува нерасположен. Einen kühlen Kopf bewahren, останува смирен. Das Handtuch werfen, фрла крпа или се предава. Jemandem die Stirn bieten, се спротиставува. Den Bock zum Gärtner machen, се доверува на погрешна личност.
Das A und O sein. Да е нешто најважно. Уште некои примери. Über den Tellerrand schauen. Има поширок поглед. Mit allen Wassern gewaschen sein. Искусен. In den sauren Apfeln beißen. Прави нешто непријатно, но неопходно. Или гризнува кисело јаболко. Reinen Wein einschenken. Ја кажува вистината. Einen Frosch in Hals haben. Има жаба во грлото или отежнато зборува. Mit dem Feuer spielen. Си игра со оган или ризикува. Aus allen Wolken fallen. Паѓа од сите облаци, со значење се шокира. Jemandem Sand in die Augen streuen. Го залажува некого или му фрла песок во очи. Die Zähne zusammenbeißen. Ги стегнува зъбите, издржува или се труди. Сега за крај ќе направиме мала вежба, во која ќе биде потребно да го погодите вистинскиот идиом на германски. Имате неколку секунди. Со наша помош, тоа не е мој проблем, да си nicht mein Bier, да имаш среќа, Schwein haben, или да започнеш без подготовка, ins kalte Wasser springen. Тоа беше нашата лекција за германски идиоми или Redewendungen за B2 ниво. Доколку видеото ви беше корисно, лајкнете го, претплатете се на каналот и вклучете ги нотификациите за да не пропуштите нови лекции. На каналот ве очекуваат уште видеа со граматика, вокабулар и напредни изрази.